Низа пропусти во Законот за угостителска дејност утврди антикорупцијската комисија по трагедијата во Кочани. Антикорупционерите само иницијативно ги провериле покрај тој за угостителска дејност и законите за инспекцијски надзор и за заштита и спасување. Итно ги повикаа надлежните да направат ревизија и измени на правната регулатива. Според нив неопходно е прецизирање на законските членови со кои се уредува издавањето лиценци за угостителски објекти, бидејќи согласно актуелните има недоречености, нејасни правила, судир меѓу законите и недозволени дискрециони овластувања. Како државна комисија препорачуваме неопходно е во законот да се предвиди обврска за доставување на писмена согласност од државниот пазарен инспекторат или друг надлежен орган со која ќе се потврди исполнетоста на минимално техничките услови пред уписот во регистар. Воедно, неопходно е да се пропише обврска државниот пазарен инспекторат да изврши увид во определен рок, например 15 работни денови, како и санкции во случај на невистинито пријавување. И кај казните има недоречености. Според антикорупцијска висината на глобите не е сразмерна со тежината на можните последици, особено во однос на заштитата на животот, здравието и безбедноста на луѓето. Но не е применет и принципот за трикратно повисоки глоби во случај на сериозни повреди, како што е предвидено во Законот за прекршоци, што создава и неусогласеност меѓу законските регулативи и ја намалува секако ефективноста на санкционирањето. Во овој дел препорачуваме да се преиспитаат прекршочните одредби со цел да се обезбеди сразмерност помеѓу висината на глобите и сериозноста на последиците. Ваквите слабости создаваат простор за корупција, злоупотреба на дискрециони овластувања и нееднакво постапување кон различни субјекти во идентични или слични ситуации, сметаат антикорупционерите.